Иван Џолев официјално застана на чело на Основниот суд Скопје 1. Откако ја даде свечената заклетва пред колегите од Судскиот совет и ја презеде функцијата, истакна дека повеќе нема алиби состојбите да не се поправат. Порача и оти нема да дозволи политички притисок врз судиите, а од нив ќе бара да работат согласно законите. Значи ќе разговарам со судиите, единствено ќе барам од нив да постапуваат согласно законот, без никакви притисоци и влијанија од страна на политички структури. Џолев најавува анализа на досегашната работа, но и промени и преструктурирања ако се потребни. Сепак ќе се обиде да испочитува волјата на колегите. Најпрво е потребно да се направи анализа, да видиме што било сработено во минатиот период. Ќе разговарам со сите суди и поединечно и општо. Ќе разговарам секако и со службениците, со стручните соработници. Како што реков, промени сигурно ќе има преструктурирања, меѓутоа се надевам дека овој пат тоа ќе биде на општо задоволство и верувам дека нема да има незадоволни. Председателот на Судскиот совет Зоран Караџовски посвеченоста на новинарско прашање одговори дека 4 суди од Кривичниот суд кои во време на претходниот председател Владимир Панчевски беа делегирани од другите градови се вратиле во матичните судови. Исто така Караџовски реагираше и дека владата со новиот буџет не предвидела зголемување на надоместокот на судиите поротници, па наскоро би можела да се очекува и блокада на судењата. Останува да апелирам кон пратениците на Република Македонија во расправата при донесувањето на буџетот на Република Македонија да извршат тука интервенција, затоа што со овој постоен правилник и со надоместоците кои што ги имаат судиите поротници во Република Македонија се очекува во најскоро време да има блокада на судовите. Џолев седна во председателското столче на Кривичниот суд, откако неговиот претходник Стојан Черибарев си поднесе оставка поради, како што наведе, лични причини.